Цветин, ви благодарам што одвоевте време и што ни додовте нагости во Телевизија 24. Вие сте сликар, но исто така и хуманитарец, поранешен новинар, прв председател на Црвениот крст. Имате толку многу функции зад себе, но едно нешто ве одликува за сите тие функции, а тоа е дека секогаш се трудите, секате да пренесете пораката за мир, солидарност и љубов. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов и драго ми е што не знам по кој пат сум во Телевизија 24 вести и навистина ми е многу драго што еве денеска пак сум заедно со вас и со гледачите секако. Така, апсолутно. Еве можеме да започнеме од мисијата Цвеќе на мирот. Оваа година јубилеј се одбележува 40 години како оваа мисија постои преку вашите дела, така што ете големи честитки всушност за овој јубилеј од 40 години. Како всушност дојдовте на идеја да се започне со мисијата Цвеќе на мирот? Па токму еве годинава на 10 октомври го одбележувам тој 4 децениски период на мисијата Цвеќе на мирот и навистина тоа беше еден момент кога јас имав 160 слики наменети за Обединетите нации и токму сметајќи дека Обединетите нации се борат за мир, а моите мотиви беа цвеќе, тогаш реков зошто да не се вика ова Цвеќе на мирот и тие 160 цветни минијатури, тогаш помал формат, беа испратени во Обединетите нации преку Југословенската лига за мир до сите членки на Обединетите нации со една порака дека цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната, јас не измислувам нови цветови, само ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат слободата и мирот. Таа порака еве и ден денес во моите, да речам, изложби, таа секогаш ја потенцирам, зашто навистина таа може да биде и вечна. Така, и вие сте имала и досега, и допрва верувам ки имате, навистина многу изложби, повеќе од 300 изложби, не само во Македонија, туку и во странство. И ете наодамно имавте и во Метаноја галеријата, наскоро ќе имате, еве ќе не кажете и вие, и во Хрватска во неколку градови. Кога ќе се навратите на сето она што изминало, што всушност би издвоиле? Може ли нешто да се издвои од тој голем успех кој што сте го имале? Па видете, значи 1985 година од 10 октомври па се до денес имам навистина голем број на изложби, како што рековте, над 300. И тоа не само кај нас, туку и во други земји, како Шведска, 1986 година, каде што подарив 40 слики за тогашните југословенски клубови во Гетеборг, Хелсинбург, Малме, Стокхолм и Скара. Потоа имав изложба што ја носеше пионерскиот дом Карпош во Лубин, Полска, по повод 40 години на УНИЦЕФ, 1986 година. И целата таа изложба беше подарена за Центарот за здравјето на детето во Варшава. Истата година мои слики беа презентирани на турнејата што имаше Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев во Канада и Америка. Тоа беше во Торонто, Бафало, Сиракјус, Невада и други места, каде што тие имаа своји настапи, а пред да настапат на концертот, секогаш беше презентирана изложбата Цвеќе на мирот и песната од Блаже Конески. Имав во 1987 година изложба и на Универзијадата во Загреб, каде што подарив 70 слики за најуспешните спортисти на Универзијадата и плюс една слика за 5 милиардитиот жител што се роди во Загреб тогаш.
Сега тоа е веќе 37-8 години. Се вика Матеј. Матеј и едноставно и тој момент, сега сме сигурно 8 милиарди луѓе на оваа планета. Потоа имав изложби на самитот на неврзаните во Белград, во Сава центар, каде што изложив 9 цвеќиња на мирот за 9-тиот самит на неврзаните земји и подарив 101 слика за сите членки на неврзаното движење и плюс една за Перес де Куелар, генералниот секретар на Обединетите нации, со една порака дека овие цвеќиња на мирот се создавани со многу љубов во Скопје, во Република Македонија. Таму имав прилика да ја посети изложбата и Кенет Каунда со делегацијата, кој вели дека борбата за мир не е едноставна, во неа треба да учествуваме сите ние, и ние политичарите, но и вие уметниците на свој начин. Борбата за мир е движечка сила, поттик, љубов. И таа навистина порака на големиот пријател на тогашна Југославија и на нашата земја Република Македонија, навистина многу ми значи. 95-та година имав изложба во Сан Ремо, Италија, на една конференција за хуманитарно право, меѓународна конференција, каде што јас учествував и како председател на Црвениот крст на Македонија, но истовремено со една изложба Цвеќе, мир, хуманост, која ми отвори тогашниот генерален директор на Обединетите нации во Женева Владимир Петровски, а беше таа благодарение, како и ова во Белград, благодарение на Насте Чаловски, амбасадорот, и Иван Тошевски, кои помогнаа во таа, да речам, реализација на оваа изложба. Имав изложби посветени на основните училишта, на учениците од основните училишта. Тоа беше еден карван Цвеќе на мирот 1998 година, која тргна од Скопје и продолжи низ сите основни училишта во Република Македонија, каде што децата беа мотивирани да пишуваат песни за мирот, да сликаат цвеќиња на мирот, а исто така и со една своја програма, што има во секое училиште, оддадо една голема почит кон изложбата, кон мирот, кон цветињата, кон љубовта. Овде би спомнал и една изложба за средношколците, каде што Унијата на средношколци на Македонија, 1989 година, тргна една изложба на 21 март, денот на пролетта од Охрид, во Домот на културата, преку домовите за култура во Битола, Прилеп, Кавадарци, Велес, Штип, Кратово, Гостивар, Тетово и Скопје заврши на денот на просветителите Кирил и Методи. Исто така имав една изложба 2006 година, која тргна од најмалите, од детските градинки, една изложба која беше посветена на 11 декември, денот на УНИЦЕФ, каде што еден проект поврзан со ненасилството, на соживотот, разбирањето, пријателството меѓу дечињата, затоа што мирот се гради уште од најмали години кај децата, за да бидат и како возрастни миротворци. Така да и таа изложба со многу работилници во секој град каде што има овој детски градинки беше презентирано цвеќето на мирот, со дечињата заедно создававме цвеќиња како тие што знаат и умеат, и едноставно тоа беше еден проект кој навистина значеше многу за мене, а верувам дека и за овие млади генерации кои веќе сега се и возрастни. Имав изложби и други кои се значајни за мене. Би спомнал само во декадата на културата на мирот, од 2000 до 2010 година, кога УНЕСКО ја прогласи таа декада за мир. Јас имав исто така многу изложби, почнувајќи дури од Зрењани
Јабука кај Панчево, Белград, Крушевац, Чичевац, Варварин, Трстеник, Брус, Александровац, Врање, низ Србија. Потоа во Бугарија имавме, потоа имавме и во Албанија и секако и во нашата земја, она што го спомнав. Низ училиштата, факултетите, детските градинки, домовите за стари лица, домовите за деца без родители, потоа дневните центри за деца со посебни потреби и речиси на сите позначајни манифестации поврзани со Денот на пролетта, Денот на поезијата, Денот на планетата Земја, Денот на учителот, деновите на екологијата, 5 јуни, потоа со оглед дека имам добиено писмо од мајка Тереза 1984 година, па и мајка Тереза, незината хуманост, по патиштата неизини од Скопје до Рим, каде што јас подарив 2009 година, 99 ракописи од писмото од мајка Тереза, со мои цвеќиња на мирот околу тоа писмо. Последното, 99-тото, беше подарено за Бенедикт 16 во Рим, во Ватикан. Значи има многу настани кои оваа мисија на мирот ја прават да биде присутна од децата од најрана возраст до луѓето во поодминати години и едноставно дури и во здравствените организации, во како би рекол, во клиниките за акушерство, каде што се раѓа, и гинекологија, каде што се раѓаат дечињата. Првиот мој подарок 2000 година со време на ковидот беше на сите деца во Македонија да бидат здрави, да бидат успешни, да бидат среќни. Да. И да се борат за мир секако. Апсолутно, повеќе од 70.000 ваши слики се подарени на државни институции, како што спомнавте, училишта, болници, и тоа е навистина голема бројка, тоа е навистина една голема хуманост. Но еве, ќе се навратиме и на сегашноста, но ајде малку да ве вратам и на почетоците. Вашиот пат е доста интересен и необичен и ми се чини дека е голем пример за тоа дека со желбата и со на жарче што го имаме во нас, љубовта кон уметноста посебно, може да се успее. Па еве кажете ни, мене и на гледачите поконкретно за вашите почетоци. Видете, јас имав среќа да учам од 5 до 8 одделение, 25 километри од моето родно село Брезово во Демирхисар. И тамо ми беше воспитувач Коста Хаджи Антоновски, што го водеше битолскиот, малиот битолски Монмартр. Тој е еден изванреден педагог и тој ми даде мене да насликам за Денот на Републиката една слика пред публика и јас навистина вежбав една недела и успеав да ја насликам таа слика пред многобројната публика. Меѓутоа, по завршување на 8-то одделение, јас сакачи да одам на ликовно училиште, ликовно уметничко во Скопје, меѓутоа немавме можности материјални, ние 5 деца, татко ми и мајка ми не работеа нигде и не можев да идам, да речам, во Скопје за да ги поминувам тие денови, нели, кога треба да се учи и да се земаат материјали за работа и така натаму. И татко ми во крајниот момент не ме пушти. Јас не сакав да одам во друго училиште и една година не одев на училиште. Меѓутоа, следната година ми рече татко ми, синко, дали ќе сакаш да одиш негде или ќе си останеш овде во село, и цела година она што работеше ќе го работиш цел живот. Но во тие планински села беше навистина тешко да се работи на село и да се заработува. И јас веќе решив да се запишам во Битола, во Средно земјоделско училиште, да живеам кај неговата сестра Флора
И така го завршив тоа училиште, па потоа Вишата земјоделска школа и во Белград го завршив и земјоделскиот факултет и станав агроном. 37,5 години работев како агроном, бев и на раководни функции во агрокомплексот, бев и новинар, одговорен уредник на списание Современо земјоделство од таа област, значи бев главен и одговорен уредник на весникот на Сдружениот комбинат Македонија, на Агроберзански информатор, бев директор на Републички центар за напредување на индивидуално земјоделство, советник на министерот за земјоделство, директор на јавно предпријатие Агроберза, и сето тоа во таа струка помина онака како што навистина човек сака и тука сум среќен што 37,5 години во струката си заслужив пензијата. Меѓутоа, љубовта кон сликарството веќе се јави откако дипломирав на земјоделскиот факултет во Белград и продолжив до одење војска да сликам едно 9 месеци мозаици и колажи. Но тоа не беше се. Кога отидов во војска во школа за резервни офицери во Билеќа, продолжив и тамо бев исто определен да насликам една слика за денот на армијата. Иако имаше и академски сликари, мене ме одбра. Така да после тоа почна љубовта и жарчето што рековте да се разгорува и паралелно работејќи во струката јас почнав да сликам. Прво сликав на хартија со маслена техника, на дрво, на платно, и тоа беа први почетоци и тогаш веќе испратив од моите слики до Мајка Тереза, до Индира Ганди, до Вили Бранд, Перес де Куелар, Сандро Пертини и Ла Пасионарија. Од сите нив добив подршка. И таа подршка многу ми значеше да ја започнам оваа мисија Цвеќе на мирот. Што е неверојатно, што е една исклучителна можност. Да, особено со писмото од Мајка Тереза, која ми вели: драги Живко, ти благодарам за љубезното писмо и прекрасната слика. Ако појдеш кај нашите сестри во Скопје, тие ќе ти кажат како да се вклучиш во нашата мисија на љубовта. Бедните се секаде околу нас, осамените несаканите. Биди љубезен и прави им добрина на оние блиску до тебе и чувај радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен. Господ нека те благослови, Мајка Тереза, 21 март 84 година, Калкута, Индија. Ова писмо кој да го добиеше, сигурно ќе беше трогнат, како и јас. Така. И веројатно тоа беше и почеток на размислувањето за мисијата Цвеќе на мирот и хуманоста. Така да, еве, ако тоа вака е почетокот од 1985 година, тогаш можам да кажам дека со писмото што го добив пак, односно ракописот што го добив од Блаже Коневски, песната Ружа, тоа ме наврати да одам 30 и кусур години на Струшките вечери на поезијата. Вие од 86-та година секоја година Да, сте на Струшките секоја вечери. година, јако агроном, нели, што би барал агроном на Струшки вечери, но писмото од Блаже Коневски ме трогна исто. А вие му подаривте слика Јас со за руж. неговиот 65-ти роден ден му подарив моја слика со рози, со ружи. Да. И тој да не ми остани должен, од збирката Везилка ми ја препиша песната Ружа, која исто така е многу убава и јас се рецитирам пред децата во градинки, во основни, средни училишта и секаде каде што имаат така настан поврзан со поезија, со хуманоста. А песната Ружа вели вака: Ружо со лисје како меки усни, ти цутена на полјанка те следам. Те следам скришно, девојченце мое, и само гледам, и само те гледам. Ружо, јас сакам оној румен звук, што во тебе се таи да го слушам. Ружо, јас сакам и ќе дојдам вечер, скришем да те гушнам. Јас ги гушнувам сите ваши гледачи со оваа песна Ружа.
Преубаво, преубаво. И еве аплауз што преубаво и изрецитиравте. Да. Браво, Цветин. На светот му се потребни мир, храна, солидарност, љубов. А ете и во ова модерно денешно време во кое живееме, како да му се преку потребни, може да се каже, како да му се буквално неопходни. Како гледате на сето она што се случува околу нас и во светот и кај нас? Па видете, мислам дека е страшно да се живее денеска во светот, било каде. Зашто сите овие војни, сите овие страдања на луѓето, со бегалците, со убивање на деца, со разрушување на материјални добра, со уништување на животинскиот и растителниот свет. И општо со сите овие лоши настани што се случуваат во светот, навистина тешко е да се живее, да биде човек равнодушен и колку да има во себе, да речем, кај себе средства за живот, но ова сето е, не знам, некоја, дали е тоа крај или почеток на нешто ново, на некоја ренесанса, каде што навистина се престани со наоружување, со најави за користење на нуклеарното оружје. Тоа е било катастрофално, зашто природата со сите овие досегашни активности, проби на атомско наоружување во атмосферата, под вода, под земја и така натаму, сето тоа делува на планетата Земја и таа враќа на свој начин, преку земјотреси, преку поплави, олуи и така натаму. Едноставно, доколку не се престани со овие закани и со овие војни, навистина е многу тешко да се живее и тоа е најтешко за младите генерации, зашто ние повозрастните сепак сме проживеале така едно мирно време, еден период кога сме имале и со малку да бидеме среќни, задоволни, но сега и со многу човек е несреќен. Јас затоа се трудам, веќе минатата година, 2024 година, јас со моите приврзаници би рекол, добитници на Цветиновата награда за мир над 100 и со еден одбран тим, да речам Цветинов комитет за мир, минатата година изготвивме една декларација за мир, која започна да се потпишува на 6 август, тоа е ден кога се одбележува употребата на атомска бомба во Хирошима. Од тогаш навамо се потпишува таа декларација за мир против сите војни и против употреба на нуклеарно оружје особено. Така да таа декларација досега е потпишаа над 4000 поединци, институции. Ја имав и на Струшките вечери на поезијата, каде што се потпиша Пиер Симеоне минатата годинава исто така, потоа во детски градинки, воспитувачите, па во основни училишта, меѓупросветните работници, возраствените работници, каде што така учествувам на разни собири на медицинските сестри и слично. За крводарителите, она што реков дека имам подарено на 3000 слики, сите тие се во таа борба за мир и хуманост, едни од највлијателните, едни од најдаровитите, би рекол, хуманисти. И секаде каде што еве на некој начин сакам ова декларација за мир да се потпишува и јас тоа ќе го правам се додека сум жив, а после тоа верувам дека некој ќе ја прифати таа декларација, зашто и во услови на идеален мир треба да се зборува за мирот. И тоа, како што реков, уште од најмали години децата во градинки, а и пред тоа. Апсолутно. Јас им подарувам и на новороденчињата, како што спомнав, затоа што децата уште во ембрионот треба
преку мајката да се таа поента за мир да се развива и да цел живот на тој начин да се обезбеди мирот, иначе така е. Тоа е клучно, љубовта, мирот, здравјето, тоа е она што во било и кое храната, секако јас како агроном исто преферирам да се произведува здрава храна за да се обезбеди здрав подмладок и луѓето да живеат така по-безбедно, подолго, затоа што од храната зависи и се друго, нели? Така. Врака го држите и ова, не знам сега вие ќе ни кажете колку точно долго уметничко дело со исто така песна од Блаже Конески. И сега кажете ни по детали. Па видете, Блаже Конески кај сите од нас остава голем печаток со неговите песни, особено Тутуно берачите, Денови ли се денови, Ленка и многу други од неговото творештво Бели мугри. Костарацин. Од Кочорацин, да. А тука има од Блаже Конески или само од Кочорацин се? Овде се од Кочорацин, а имам и за Блаже Конески, имам еве ке можат и гледачите се една лента, ова е Цветна патека на мирот, долга 8 метри. 8 метри, а тоа значи бесконачност и безвременост. Овие песни на Кочорацин се безвремени, а навистина мене многу ми значи неговите дела, со што јас Тутуно берачите, Ленка и сето тоа напишано тука. Да. На маргините на оваа Цветна патека на мирот се наоѓаат песните на Кочорацин. Да. А Цветин, ви исто така се потрудивте да бидете дел и за малку и ќе бевте, ќе влезевте во книгата на Гинисов рекорд. Па да, 2015 година изработив една слика долга 1001 метар по повод 1001 година од ослепувањето на Самоиловите војници со една порака да прогледаат потомците. И таа беше номинирана за Гинис. Меѓутоа 30 сликари, уметници насликале слика долга 6 километри. Така да најдолга слика реално е таа, а дали од 1 или од 100 луѓе насликана, тоа е најдолга слика. Ако беше веројатно од еден автор, тогаш мојата слика можеше да биде и рекорд. Апсолутно е така. Но јас мислам дека до сега имам насликано, ако за овие 40 години имам насликано секоја година по 1000 метри, тоа се 40 километри. Така е. Вие веќе го имате. Да, веќе јас го имам повеќе од тоа. И еве годинава со овие мои изложби што ги имав, а ги имав прилично доста. Да набројам само од последната према делот нив. Последната ми беше на 21 септември во село Брезово, моето родно село. Тоа беа изложени во дворот на куќата на Цвеќето на мирот, така си ја викам јас мојата куќа, зашто таму сум се родил. И дојда околу 30 луѓе од селото, потоа луѓе од Скопје, од Прилеп, од Битола, па дури имаше и некои од надвор кои дошле на одмор во Македонија, во својот крај. Пред тоа имав изложба во Метаноја. Во Метаноја ми беше отворена на 6 август во галеријата Метаноја. Тоа е поводот 80 години од употреба на нуклеарното оружје во Хирошима и траеше 21 ден и во Метаноја секој втори ден од прилика се случуваа настани. Прво дојдоа 4 велосипедисти кои изодеа 40 километри и дојдоа на кафе во Метаноја и да ја разгледаат изложбата. Потоа имав прекрасно навистина. Да. Баш. Потоа имав поети, читаа поезија.
музичари, една музичка дива, оперска певица од Охрид, која живее во Шведска, во Стокхолм. Миланка? Миланка. Миланка, и таа отпеа извонредна и една музичка нумера на изложбата. Јас си доделив Цетинова награда за мир и таа ќе ја шири таа порака за мир во Шведска преку музиката. Ми беше гостинка Миланка минатата сезона. Да. Во неделен. Потоа имав изложби пак во моето родно село на 3 мај со дипломатскиот клуб кој одбележуваше Скопје, кој одбележуваше 15 години од постоењето и 10 години од издавањето на летопис, списание. После тоа имав изложба во Задар на 16 јуни во Задар, тоа е помеѓу нашите иселеници таму во диаспората. Таму навистина Мирјана ја организира преку друштвото на македонците во Задар и хрватите. Таа изложба треба да продолжи во Сплит и во Пула, а на 19 јуни пак беше една изложба во Остен, Цвеќе на мирот, каде што јас учествував и во една панел дискусија посветена на културата на мирот. И таму мојата изложба беше исто изложена. Малку викам да ги поттикнеме со Остен и оние луѓе кои помалку гледаат на културата, се осврнат што повеќе и на тој начин да направиме еден напор, да речам дипломатски, односно културен настан посветен на културата. Така, и многу убави иницијативи, изложби. Вие сте по пензионирањето, што се вели, поактивен кога станува збор уметноста. Па секако, затоа што сега работам она што сакам и она што можам секако. А кога е човек вработен, тој работи и тоа, меѓутоа тогаш бев и помлад. Секако дека има повеќе енергија, за разлика од сега, меѓутоа сега имам паминат труд, добро искуство, многу пријатели, а човек кога има пријатели може во секој миг да организира настан. Така и добра волја, добра мисла, тоа е она што вие го имате и сте буквално единствен по тоа. За вас има напишано и монографијата за цветење држам врака на Вера Самарјанин. Што се има во оваа монографија? Овде може да видиме многу фотографии од ваши изложби, но и ве кажете ни вие поконкретно. Па видете, тука има навистина така еден животен пат опишан, кратко, не е многу долго, но со илустрации навистина дава една убава слика за моето движење, да речам, во оваа културна, миротворна мисија на мирот. Тука има фотографии од моето село, од моето семејство, кое секако дека ме поддржува мојата сопруга Богданка, мојата ќерка Александра и Снежана, кои исто така ме поддржуваат во оваа мисија. Потоа има каде сум имал изложби, средби со писатели, со поети, со личности како што се Кофи Анан, Бутрос Гали, средби со Ричард Гир и Клаудија Кардинале, потоа изложби во разни места, во Њујорк, минатата година, каде што мојата изложба беше презентирана и една слика беше подарена и за Гутереш, генералниот секретар на Обединетите нации. Едноставно тука се дава еден преглед на сите мои, да речам, позначајни активности што сум ги имал во овој 40 годишен период. И тоа е отприлика 4-то издание и навистина можам да ја заблагодарам на Вера Самарјанин, која овие изданија е се по нејзина иницијатива и во нејзина, да речам, продукција.
таа ги финансира. Значи ги пишува, ги издава. Јас навистина сум многу среќен што таа заедно со незината сестра Марика првото издание го дадоа, дури има и на англиска верзија. Меѓутоа, еве таа соработка си продолжува. Вера Самарјанин сега е во Канада. Таа шири пораката за мир, таа имаше една изложба тамо крај во Невада и на овие, да речам, делови од Торонто, Сиракјус, Бафало. Така да, мисијата на мирот навистина продолжува на сите меридијани. Еве наскоро од Метаноја оди Нада и Коста, тие одат во Шкотска, тамо ќе шират пораката за мир преку нивната ќерка Габриела, која таа заминува во Бразил, па и тамо ќе носи од моите слики. Јас си доделив и Цветинова награда за мир и писмо од мајка Тереза да го шират она што е хумано, убаво и на тој начин да даваме придонес во мирот во светот. Апсолутно. Мои слики исто така да кажам дека 2019 отидоа и во Австралија, кај мојот брат, јас бев гостин 60 дена, наслика 1600 цвеќиња на мирот, подарив 800, а 800 ме оставив на мојот брат да шири пораката за мир по моето заминување. Така да и тамо... Буквално низ целиот свет. Да. Буквално низ целиот свет и секој... Со поетите секако на 35 изданија на Струшки вечери, преку 3000 и повеќе слики подарени на поетите и таа порака се шири преку покрај Блаже Конески, Окуџава, Вознесенски, Гилвик, Дагларџа, Тадеуш Ружевич, Хусто Падрон, потоа Генади Ајги, Десанка Максимовиќ, Миодраг Павловиќ. Одлично. И многу други поети, помлади, што дошле во Струга, добиле моја слика и таа порака се шири. Одлично. И за крај, Цветин, еве, каква порака би им испратиле на младите? Нешто што би сакале да го слушнат тие и генерално на сите наши гледачи? Видете, пораката генерално да завладее коначно мирот. Прво мирот во секој од нас, потоа во семејството, надвор од семејството на улицата по која се движиме, во работната организација каде што работиме, значи меѓу колегите, меѓу пријателите, пошироко во самата општина каде живееме, во градот, во државата, а со тоа и во светот. Преку сите овие настани, поврзани со културата, со производството на храна, преку производителиве да ги почитуваме, да ги поддржуваме програмите за здрава храна и едноставно на тој начин ќе придонесеме да и мислата биде позитивна на секој од нас, да нема алчност, да има разбирање, да има пријателство меѓу луѓето, да има соработка и тоа е со животот. Се друго е потрошен материјал. Ако има мир, може се да се создава, а ако нема мир, тогаш се што е создадено може да биде уништено. И благодарам, многу ми беше чест и големо задоволство да разговарам со вас. И мене исто ми е голема чест што имам можност со вас, уште и оваа емисија, да бидам со вашите гледачи и да им посакам мир.